Во последните неколку години со зголемувањето на цената, а намалувањето на количините на енергенсите, се поактуелни се обновливите извори. Меѓу нив пак најпопуларни се малите хидроцентрали, и тоа не само во плановите на хартија. Овие објекти всушност се најзначајниот обновлив извор на електрична енергија. Секаде во светот ваквите енергии се сметаат за чисти, обновливи и затоа државите ја стимулираат изградбата на овие постројки и производството на енергија со давање разни бенефиции, грантови, многу поволни кредити, даночни олеснувања, зголемена откупна цена на произведената енергија и слично. Имајќи ги предвид поволностите кои ги нудат и компаративните предности во однос на преостанатите практики, малите хидроцентрали станаа многу популарни и во Македонија. Ова тому што и покрај сувите периоди, нашата земја има хидропотенцијал за производство на струја од овој обновлив извор. Тие искористуваат многубројни, некогаш и занемарени хидроенергетски ресурси, не ја загадуваат животната средина со своите акумулации и често ја облагородуваат околината. Со секој произведен киловат час електрична енергија се штедат 1,5 до 2 кг лигнит или 0,25 кг мазут. Поради ова се водечки извор на обновлива енергија и во Европската Унија. По сето кажано, не зачудува фактот што и нашата општина прави напори да биде во чекор со времето, воедно возможувајќи им корист на своите граѓани. Имено градоначалникот Арсенчо Алексовски денови имаше прилика да се пофали со најновиот проект на општината токму на оваа тематика. По проверениот рецепт на јавно-приватно партнерство, планирана е изградбата на 5 мали хидроцентрали за кои градот нема да инвестира ниту денар, а 30 години ќе има дополнителен приход во општинскиот буџет. Подоцна пак и самиот ќе стопанисува со нив. И уште на почетокот да потенцираме, хидроцентралите нема да бидат изградени на водотеците во Крива Паланка, туку на цевководите кои од кален камен, односно од станци, донесуваат вода за пиење до филтер станиците и резервоарите на местноста Црвена нива. Впрочем, повеќе за проектот од изјавата на првиот човек на градот. Значи, уште кога дојдов за градоначалник, една од основните идеи ми беше како да ја искористиме водата од цевководите кои служат за пиење на градот, за снабдевање со вода за пиење на градот, и почнавме да работиме на тој план. Значи, направивме физибилити студија, направивме проект, идеен проект за производство на електрична енергија од цевководите. Кога дојдовме за реализација на овој проект од наши средства, од општински, се најдовме во ситуација дека не можеме да се задолжиме ради оној долг што го наследивме претходно и општината не е кредитоспособна да се задолжи во тој дел. Потоа стапивме, значи, во неминовно на втората фаза на реализација на овој дел да направиме постапка за јавно-приватно партнерство. Тоа ја почнавме постапката, значи објавивме тендер за јавно-приватно партнерство, направивме прво физибилити студија. Сите работи, оние законски како штидат, направивме тендер за физибилити студија, се јавија, направија физибилити студија. Потоа требаше општината да го направи, ни беше сугерирано дека фактички давањето треба да иде преку комуналец, затоа што комуналец е корисник на цевководот. Исто така комуналец, значи, ја даде тендерската постапка за јавно-приватно партнерство за почетокот. Рокот траеше некаде околу 52 дена, потоа беше продолжен уште 20 дена, мислам. На овој тендерска документација подигнаа 7 фирми, но се јави само еден конзорциум. И тендерската комисија ги разгледа документите, даде одобрување на управниот одбор на комуналец. Управниот одбор од комуналец го согледа, ги разгледа таа постапка, ги разгледа документите и даде посебно одобрение или одлука за прифаќање на постапката за јавно-приватно партнерство до Советот, и на седницата на Совет во петокот се донесе одлука за почеток на склучување на договор за јавно-приватно партнерство за изградба на цевководите, на хидроцентрали на цевководите кален камен фабрика за вода и станечка река, односно станција фабрика за вода. Според студијата, изградбата на мини хидроцентралите, ние кога го правевме, нашето излегуваше помалку. Но според она што ни беше предочено од страна на понудувачот, вредноста излегува околу 2,5 милиона евра. Ке се направат 4 или 5 мини хидроелектрани. Ние и во самата тендерска постапка, во самата физибилити студија, оставивме мала комоција на изведувачот, не можеме да му кажеме овде кај ќе правиш. Значи, тој самиот да си процени каде
одговара, кое место одговара, дали има потреба. Значи, тој самиот да процени каде ќе има најдобра искористеност на електричната енергија, на водата за производство на електрична енергија. Оно што посебно сакам да го нагласа е тоа дека ние, како општина, остануваме со приоритет на водата за пиење. Значи, основен приоритет во целата оваа работа е водата да служи за пиење на граѓаните на Крива Паланка. Како што информираше Алексовски, вакви примери веќе практично функционираат во земјава, а користа за граѓаните на општината ќе биде повеќекратна. Ние она што го видовме, тоа беше од Кавадарци. Ние прво Кавадарци ја бев и ја видовме. И целата работа, целата идеја ни дојде од таа хидроцентрала. Значи, видовме у Кавадарци како функционира и дека е добро и дека е убаво и тогаш почнавме тоа да го правиме. Профитабилно. Да, профитабилно, значи има во Кавадарци, има во Кичево, има во Струга, во Прилеп сега се прави. Значи, тоа е двојно искористување на водата и за пиење и за производство на електрична енергија. Ова ќе биде еден бенефит за нашата општина. Јас слободно може да кажам дека сум горд што на некој начин овозможив општината да има собствен бизнис. Општината ќе има 50 до 60.000 евра парични средства годишно, без да вложиме ниту денар. Значи им ги даваме цевководите, тие на одредени места прават и нови цевководи, значи околу 3 км се прави нов цевковод, кој не му одговара, кој е на терет на инвеститорот. Значи, без да вложиме пари, добиваме 50 до 60.000 евра, кој верувајте во овој временски период на нас ќе ни дојде добре дојде. Ние имаме 17% од приходот кој ќе го добие конзорциумот, 17% одат на општината Крива Паланка. Другиот дел оди на нив. Значи, и на самата седница на Совет беа поставувани неколку прашања, па што ќе биде, во секој случај ние мора да размислуваме позитивно. Значи, имаме двајца кои ќе се грижат за цевководот. Значи, интересот и на комуналец, интересот и на новиот консорциум, затоа што на него не му одговара да не работи. Ползата е обострана. Ползата е обострана. Ние ако губиме, значи, 17% од производството на електрична енергија, он губи 83%. Значи, он е повеќе заинтересиран доколку настане дефект одма да се исправи. Мислам дека, без разлика на сите работи, мораме да гледаме позитивно и мора да кажеме дека ова добар проект, дека ова добро направена сделка, која општината Крива Паланка има, значи, 50 до 60.000 евра средства, кои никогаш до сега ги нема. Дали тие средства ќе ги употребиме за изградба на локални улички, патишта или водоводи некои, тоа е работа која после ние ќе ја договараме и ќе ја правиме. Важно дека ние ќе добиваме непредвидени средства. А тоа многу значи. Кога ќе ви паднат и во семејниот буџет некои средства кои не сте ги предвидувале, кои не сте ги планирале, убро тие се добро дојдени. Доколку приватниот партнер се придржува до договореното, 5 мали хидроцентрали би требало да бидат функционални за 12 месеци. Според зборовите на Алексовски, дел од нив се очекува да бидат во погони многу порано. Според договорот кој финишот на овој проект треба да биде 1 година. Според моите разговори што ги имав со изедувачите, односно со инвеститорот, е дека на цевководот Дурачка станци фабрика за вода, мини хидроелектраните ќе бидат направени со паѓањето на првиот снег. Значи, во текот на оваа година ќе бидат направени. И повторно ќе кажам, тие се највеќе заинтересирани ова да биде што побрзо. Тие имат најголем интерес. Нивниот интерес е 83%, нашиот е 17%. Зашто? Но тие вложуваат 2,5 милиона евра во ова. Имаше размислување дека, во некои општини, во Кичево, процентот бил 30%. Точно е, но Кичево, самата хидроелектрана кошта 600.000 евра. Овдека имаме 2,5 милиона евра електрана и плюс 3 километра нов цевковод. Значи, многу е по-брзо враќањето на 600.000 евра него на 2,5 или 3 милиона колку ќе кошта. И затоа тоа го правиме на некој начин, мора да бидеме и флексибилни во таа работа. На крај градоначалникот Алексовски истакна дека изградбата на овие хидроцентрали не само што нема да се одрази на биодиверзитетот во местата каде што ќе бидат поставени, туку и ќе овозможи поквалитетна и побогата со кислород вода за пиење за кривопаланчани.